Добро вечер. Осумаголник на Канал 8. Вечерва во емисијата зборуваме за едно здружение кое што во Кочани малку е познато, не поради тоа што нема активности, туку што од скромност не сакаа барем досега да зборуваат за своите активности. Станува збор за здружението на студенти на правниот факултет во Кочани, именувано како Павел Шатев, а вечерва разговараме со неговиот председател Благој Ристов. Добро вечер. Добро вечер. Реков на почетокот во најавата дека имате голем број активности, господин Ристов, меѓутоа не ги барем така во јавноста промовиравте. Неодамна ние кажавме за една активност дека организирате бесплатни курсиви по странски јазици во соработка со студенти кои што доаѓаат од универзитети во Европа. Веројатно тоа не е единствената причина за да постои едно вакво здружение, за да давате некакви бесплатни курсиви по странски јазици. Секако дека не. Нашето здружение започна со работа од 2009 година, тогаш е основано во февруари. Основано е од 15 млади луѓе од Источна Македонија, од различни градови од Источна Македонија. Единствено јас сум од Кочани. И има еден колега од Тракање. Значи, Пробишти, Виница, Струмица, Злетово, Штип, од, кажи речи, од сите градови од Источна Македонија. Единствено што ги поврзуваше тие млади луѓе е правниот факултет во Кочани, значи сите беа студенти тука, во нашиот град, и еден ден одлучија да формираат здружение кое ќе ги промовира, кој ќе ги штити студентите и нивните интереси на правниот факултет во Кочани. Бидејќи тогаш правниот факултет само што туку се основа. Универзитетот Гоце Делчев постои од 2009 или од 2008, мислам. Да. Сега сакам да кажам малку за историјата како се основаше здружението Павел Шатев. Значи се подготвуваа просториите горе во Асном на факултетот, доаѓаа професори од други универзитети, од Свети Климент Охридски, од Кирил и Методий, значи се создаваше, имаше таа мотивацијата беше многу голема и на студентите и на професорите да направат нешто. И дојде време да се формира и студентски парламент или сојуз на студенти. Професорите кои дојдеа од Кирил и Методий универзитетот, со нив си ги понесеа и старите навики за таа соработка со студентскиот парламент на Кирил и Методий, кога професорите и студентите застапуваат едни исти интереси, интересите на професорите, додека интересите на студентите не беа толку многу бранети или застапувани. Сега тие млади луѓе на правниот факултет почувствуваа една морална одговорност, бидејќи некој од нив имаше насока политика и дипломатија и чувствуваа одговорност да го создадат тоа студентско движење во Источна Македонија, кој ќе ги брани интересите на студентите од Универзитетот Гоце Делчев. И ние имавме неколку средби со ректорот на универзитетот, на негово барање, на наше барање. Работевме заедно на еден проект кој тогаш ние го промовиравме, а тоа беше проектот за промоција на Универзитетот Гоце Делчев во средните школи во Источна Македонија. Значи основачите на Павел Шатев го водеа тај проект во Источна Македонија и тогаш универзитетот забележа најголема популарност и масовност во запишување на студенти во прва година. Ние имавме подржувачи во ректоратот, значи проректори, кои сакаа нашето здружение да прерасне во сојуз на студенти. Значи, Универзитетот Гоце Делчев да застане зад нашето здружение и здружението да прерасне во сојуз на студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Тоа беше и нашата намера, но имаше една друга лоби група на професори кои дојдени од други универзитети, си промовира нивни здруженија составени од студенти кои дојдеа од истите тие факултети од Кирил и Методий, од универзитети, и успеа. Значи си создадоа нивен сојуз на студенти. Тој работи во рамките на универзитетот сега? Да. Тој работи во рамките на универзитетот. Ректорот ни вети канцеларија, дека ќе ја делиме канцеларијата со тоа здружение, со сојузот на студенти, и тоа така си функционираше. Се додека основачите не одлучивме
дека треба да се докажеме и да покажеме дека можеме повеќе. И одлучивме да се занимаваме со овие европските образовни програми, бидејќи европските образовни програми се како створени за младите од Македонија. Им даваат можност, многу голема можност за мобилност. Значи, финансираат патување во земји од Европската Унија, сместување. Дури за некои програми не е потребно воопшто да давате пари, али за тоа покасно. Одлучивме да се занимаваме со тоа. Побаравме прием кај градоначалникот Радко Димитровски. Тој не прими, беше, ми се чини, трети или четврти ден од неговиот мандат. Првиот мандат. Првиот мандат. Не прими во канцеларијата и отворено не праша како можем да ви помогнам, и ние му кажавме можете ли да звоните на овај телефонски број и да ни кажете дека стоите за здружението. Тие луѓе од таа организација имат многу големо искуство со европски образовни програми, па сакаме да учиме од нив. И он ни кажа, тоа е најмалку што можем да направам за вас. Одма пред нас го дигна телефонот, подзвони не само на тај, туку и на неколку други броеви и не прифанаа. И почна нашата обука. Значи, обуката за европските образовни програми, конкретно програмата Млади во акција, која е програма за невладини организации, и програмата Доживотно учење, или Lifelong Learning, која е програма повеќе за образовни институции, градинки, основни школи, средни школи и универзитети. И бевме многу длабоко навлезени во сета таа работа и дури бевме избрани како една од 10 организации во Македонија, како официјален промотор на програмата Млади во акција и официјален промотор на програмата Доживотно учење. Значи, бевме единствен официјален промотор и на двете образовни програми на Европската Унија во Македонија. Значи, толку многу бевме загреани. Присуствувавме на многу семинари. Лично јас имам присуствувано на над 30 обуки поврзани со младинска политика, а финансирани од Европската комисија на најразлични теми, надвор од Македонија. Значи, јас сум единствен од Источна Македонија кој има толку многу обуки поминато за младинска политика и еден од ретките во Македонија, во цела Македонија, кој има поминато толку обуки. Дури на некои од тие обуки, тренинзи, младински размени, студиски посети сум бил и тренер. Значи, јас сум обучувал учесници на тие семинари. Се само ќе ве прекинам, поминало толку време, меѓутоа здружението се добива впечаток дека не било активно. Во позадина се работело, меѓутоа барем во јавноста во Кочани немаше ништо јавно искажано, односно не беше промовирано. Да, па тоа беа претежно интернационални проекти. Значи, нашата активност беше надвор од Македонија. Ние како основачи се договоривме здружението преку квантитет, значи да можеме да испратиме колку што е можно повеќе младинци од Источна Македонија на овие обуки, семинари, тренинзи, за да можат тие од таму да се вратат и тоа знаење да го споделат со младите во нивните градови. Ние до сега имаме испратено над 200 младинци на овие интернационални обуки во различни земји во Европа, не само во Европската Унија. Например, до сега секој месец, понекогаш во месецот и неколку пати имаме такви семинари на кои ние сме официјални партнери. Значи, нашето здружение има партнери од сите земји од Европа. Значи, со некои од нив сме само партнери кои организираме заеднички обуки, но со поголем дел од нив сме и лични пријатели. Значи, јас имам поминато повеќе земји од Европа и имам створено лични пријателства. И не само со организации, туку и со јавни институции. Например, ајде ќе ја земам за пример Турција, бидејќи таа е многу голема земја. Во Кочани има околу, ми се чини дека околу 300 училишта, 200 основни и околу 100 во Македонија.
во Македонија, толку се на ниво на цела Македонија. Так. Мојот личен пријател од Турција, кој е директор на министерство, како министерство, подрачно министерство за образование, е одговорен за 700 училишта, 2 пати повеќе од колку што има Македонија. Значи, можете да замислите нашиот министер за образование на кое ниво е кога ќе отиде во една таква голема земја. Сега, ние соработуваме со сите нив и они имат многу пари кои ги дават за проекти. За проекти на нивни институции, поврзани со институции и организации од Европа, од Европската Унија, но и од земјите од Југоисточна Европа, меѓу кои спаѓа и Македонија. Бидејќи спомнувате финансирање на проекти, не сте во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, работите како самостојно здружение на граѓани, односно на студенти. Од каде пари? Како да се финансира? Па, Сојузот на студенти или студентскиот парламент при универзитетите се финансира од чланарина на студентите. Значи, беше задолжителна таа чланарина, додека ние бевме таму. Мислам дека сега, последната година или две, чланарината не е задолжителна, него е доброволна, на доброволна основа. Ние се финансираме исто преку чланарина, но грото на финансирање на средствата доаѓаат 100% од нив од европските фондови. Значи, на мене и тоа ми е струка или звање. Јас сум дипломиран правник на насока применета политика и дипломатија. Сега сум на магистарски студии по применета политика и дипломатија, но специјалност ми се европските фондови. Значи, начини на финансирање преку европските фондови за невладини организации, поготово младински невладини организации што ја промовират младинската работа или креират политика за млади луѓе. Значи, тоа ми е специјално. Меѓутоа, бидејќи европските фондови, односно земјите членки на Европската Унија, кога даваат такви пари за проекти во земји како што е Македонија, се обидуваат, нели, да спроведат и своји политики и да влијаат на тековите и случувањата во една држава како што е Македонија. Да. Како успевате да се, ајде да речеме, не спротиставите, туку да се вклопите во тие текови? Па, Европската Унија, преку нејзиниот, да кажам, инструмент Европската комисија, спроведува или ги промовира либералните вредности. Основачите на Сдруженијето Павел Шатев ја промовираат конзервативната политика или конзервативните десничарски вредности. И ние сме едно од ретките здруженија во Европа кои имаме за некои прашања спротивни мислења од мислењата на Европската комисија. Например, тоа е за граѓаните, сега го знаат, моментално е актуелно во Македонија, например за ЛГБТ популацијата и за истополовите бракови. Например, ние како здружение, јас како председател и основачите, не ги прифаќаме тие вредности кои ги промовира ЛГБТ заедницата, но го промовираме семејството како основна клетка во општеството. И на тие семинари на кои одеме, на обуки, на тренинзи, ние ги искажуваме нашите ставови. И останатите учесници, нашите пријатели, се доста изненадени од сето тоа, но ние во секој случај сме многу толерантни и полни со разбирање за сета таа работа. Например, и ние како конзервативни и десничари, за име на нашето здружение го одбравме името на Павел Шатев, кој е истакнат комунист и левичар. Но бидејќи Павел Шатев бил првиот доктор по правни науки во Македонија и првиот, тој докторирал на Универзитетот во Сорбона, и првиот министер за правда, па ние символично го земавме неговото име. Иако бил левичар и истакнат комунист. Значи, ние сме толерантни во однос на овие прашања, но си имаме наш став. И нашиот став го кажуваме во секоја прилика која ја имаме.
и на семинари. Например, ако ги земеме ние муслиманските земји и организациите, институциите кои доваѓаат од там, па тие ги сметат ЛГБТ популацијата за болни. Значи, тие не се ни малку толерантни што се однесува на ова прашање. А па, кога станува збор за бракови од истополови бракови или посвојување деца, тие не сакаат ни да зборуваат за тоа. Ние си имаме наш став, ние си укажуваме нашиот став, имаме разбирање за либералните ставови, ги почитуваме нив, но сакаме да се почитува и нашиот став. Мене ова ми наликува на некаков мек конзерватизм. Дали може така да се нарече ваквото движење, односно ставови што ги имате? Па добро, па да, мек. Тоа си е баш конзерватизам или десничарство или демохристијанска идеологија како дел од конзерватизмот, ние така го тоа сваќаме. Например, јас ќе ви кажам, имав една ситуација, има една организација формирана во Прага, во Чешката република, како основач или ктитор или човек што ја поддржува таа организација е Владимир Јакунин. Доколку потражете на Google за Владимир Јакунин, ќе ве поврзе со организацијата Youth Time или Време за млади, која е основана во Прага, но и ќе ви каже Google или Википедија дека Владимир Јакунин е еден од 5 луѓе, од најдоверливи луѓе на Путин. Владимир Јакунин е директор на руските железници. Тој бил колега на Путин уште од времето на КГБ. Значи, и татко му на Владимир Јакунин бил во КГБ. Значи, они имат една фамилиарна историја во раководењето на руската држава, и на СССР, и на Русија. Сега, тие структури ги застапуваат конзервативните вредности. И бараат организации и луѓе од Југоисточна Европа, од Европската Унија, кои ќе ги промовираат тие вредности на тлото на Европа. Бидејќи таа организација е многу активна во Азија и во Африка. Секој од граѓаните може да ја побара организацијата на интернет, да се зачлени и ќе види дека организацијата има годишни собранија на членовите кои се организираат на грчкиот остров Родос. Значи, таму тие се облекуваат во антички облеки, по неколку дена се среќаваат, разговараат за глобалните текови. Значи, тоа се луѓе политички активни во Азија, во Африка и во Европа. Интелектуалци од Америка, исто од сите континенти. Јас би сакал сега да се вратиме малку на локално ниво, оде во Кочани, па и регионот, нели, каде што Сдруженијето на студенти Павел Шатев председејствува. Реков на почетокот, спроведувате во моментов курсеви, има возможувате на граѓаните бесплатни курсеви за странски јазици. Како дојде до таквата идеја со оглед дека доаѓаат студенти и промовираат јазици кои што не се толку популарни, би рекол, имајќи предвид дека во моментов англискиот има приоритет, изучување на турски јазик, рековте дека наскоро ќе дојдат и студенти од северните држави, да. Јазици кои што помалку се невообичаени, меѓутоа која е целта, која е идејата? Значи, Европската Унија нуди можност на млади од 18 до 30 години преку европските програми за образование или поточно под програмата EVS или Европски волонтерски сервис да престојуваат во друга земја од Европа во период од 1 до 12 месеци. И при тоа Европската Унија преку програмата EVS да им го плати патот на тие млади луѓе до таму и назад, да им го плати сместувањето, храната и сите режиски трошоци поврзани со нив, да им даде пари за джепарлак, да им најде ментор кој ќе се грижи за нивното слободно време при престојот во тој град. Значи, менторот да излезе со нив на кафе, да им ги покаже институциите во градот, една прошетка, една регионална, да имат асистент за работа на проектот на кој тие ќе работат. Ако им требат некои вештини, асистентот да им помогне тие да ги научат вештините со кои би го имплементирале проектот.
Значи, сето тоа е бесплатно и организирано преку фондовите на Европската унија. Колку студенти до сега поминаа во Кочани такви? Па, например, за тоа не се само студенти. Значи, единствен услов да бидете ИВС волонтер е да имате од 18 до 30 години. Тоа е единствениот услов. Други услови, теоретски, не се потребни. Но е потребна мотивација. Значи, кога ги примаме волонтерите, ние гледаме дали тие се мотивирани да дојдат и да престојуваат тука. Имаме волонтери кои престојуваат само 1 или 2 месеци. Но имаме волонтер, во петокот ни дојде волонтерка од Чешката република, таа ќе престојува 12 месеци. Сега во јули ќе ни дојдат 2 волонтерки од Литванија, од Естонија, тие ќе престојуваат по 12 месеци. Сега имаме волонтери од Франција, Турција, ќе имаме сега од Полска, од Молдавија, тие ќе престојуваат по 1 до 2 месеци, значи за летниот период. Но тоа се најчесто студенти. Најчесто студенти кои се при завршување на студиите или веќе ги завршиле студиите и сега сакаат да се стекнат со нови знаења и вештини и потоа кога ќе се вратат дома, полесно да можат да си најдат работа. И многу интересно е тоа што за да ги имплементирате овие програми, потребно е да имате акредитација, а таа акредитација ја дава Европската комисија. Значи, ние сме единствена организација во Источна Македонија која е акредитирана за овие програми. Значи, млади луѓе да можат да доваѓаат и млади луѓе да можеме ние да праќаме во други земји. Тоа ми беше прашањето, дали од Кочани и од регионот може да додат наши луѓе млади? Значи, моментално сега во овој момент имаме 2 повика. Еден повик е за престој во Полска на еколошки проект од 2 месеци. Волонтерскиот сервис почнува на 1 јули и ќе трае до крајот на август за 20 учесници. До сега имаме пријавено 10 младинци од Кочани и од Штип кои се заинтересирани да бидат наши волонтери во Полска. И имаме еден проект за во Романија на 10 месеци во една многу искусна организација за работа со волонтери. Значи, доколку има млади од Кочани и од регионот заинтересирани да волонтираат, значи, сето тоа е бесплатно, како што реков, нека ни се јават, нека не побараат на Facebook, ние имаме група на Facebook, може да не побараат како Association Павел Шатев. И ќе се зачленат во групата, таму ги ставаме сите информации поврзани со нашите активности. И не само како волонтери, туку можат да одат и на семинари, нели? Јас претходно кажав дека ние до сега имаме испратено над 200 учесници на семинари. Семинарите се од 6 па до 13 дена, зависност од семинарот и темата која се опфаќа на тај семинар. Постојат тренинг курсеви, младински размени, студиски посети и Европската комисија преку тие фондови обезбедува сместување во хотел, храна, доручек, ручек, вечера, 2 кафе, паузи и ги покрива трошоците за превоз во висина од 70% од карта, дали авионска, дали ќе биде автобуска или карта за воз, значи од јавен превоз. Сега 30% за учество на тие семинари треба да се ги покрие учесникот. Значи, ако семинарот е, например, во Австрија, и ако повратен автобуски билет е 100 евра, 70 евра дава Европската комисија, 30 евра или 1800 денара си плаќа учесникот, додека таму сместувањето и храната му се 100% обезбедени од организаторот. Тоа значи дека искуството што таму ќе се стекнат можат после да му помогнат на студентот и на учесникот, односно волонтерот овде да ги примени тие искуства. Европската комисија има еден сертификат кој се нарекува Youth Pass. Тоа е за валоризација на неформалното образование со кој учесниците се стекнуваат на такви семинари. Значи, Youth Pass-от е валиден како сертификат во сите земји членки на Европската Унија. При аплицирање за работа или при аплицирање за запишување на некој од универзитетите, Македонија кога ќе стане земја членка на Европската Унија или сега кога ќе се стекне со кандидатски статус, исто така ќе треба да ги валоризира тие сертификати кои ги издава Европската комисија, што се нарекуваат Youth Pass. Треба да бидат заинтересираните кандидати за волонтирање студенти на правен факултет или не мора значи, да...
Единствен услов е да имаат од 18 до 30 години. Не мора да бидат студенти, може да бидат, не мора да имат никакво образование. Може да невработени, значи. Може невработени секако. Значи секој што е заинтересиран. Сега тие волонтирање, тие има различни видови на проекти. Например, проектот во Полска е поврзан со екологијата. Значи ќе помагаат таму во некои градови, во некои рурални места, ќе се фарбаат некои дрвца, некои огради, ќе се поправаат мостови за локалното население или ќе се чистат некои паркови, некои зелени површини, додека проектот во Романија мислам дека беше поврзан со медиуми. Значи волонтерот кој ќе отиде во Романија ќе престојува таму 10 месеци, за тие 10 месеци ќе се стекне со големо искуство за работа со медиуми, значи за работа со радио, телевизија, овие онлайн магазини што се, комуникација со луѓе, значи мислам дека проектот беше поврзан со тоа. Потребно да имат афинитети, барем ако не друго, значи, да работат во таа структура. Најважно е да имат мотивација. Значи организаторите од таму кога ги примаат, ја гледат нивната мотивација, колку тие се мотивирани да работат на тие проекти. Бидејќи се јавуваат многу млади кои од туристички побуди сакаат да одат. Сакам да одам за Романија, да идам и да се прошетам и да видам што има таму. Нели, чим Европската унија плаќа, па зашо да не се прошетам? Најчесто нивниот одговор е така. Но сепак ово е образовен процес, неформално образование кое се валоризира и се финансира од Европската унија, не е работа, гастарбајтерска работа, додат да работат за да спечалат пари, за да се врнат назад со пари, иако има волонтирање и у Германија, и у Австрија, и у Франција, нели у побогатите западноевропски земји, сепак тоа е волонтерска работа и целта е да се стекнат со знаење и вештини за кога ќе си дојдат од тамо тука, полесно да можат да си најдат работа или да бидат поуспешни во нивната кариера. Веројатно и соработка со луѓето таму за понатаму некакви идеи околу спроведување, значи, заеднички проекти може. Тоа е голем плюс, бидејќи аплицирањето за проекти и од Германија, од Берлин, и од Виена, и од Мадрид, и од Рим, и од Кочани е на истите апликациони форми, на истиот начин се пополнуваат тие апликациони форми. Значи знаењето, ако го стекнете таму, ќе можете да го имплементирате тука, на локално ниво. Или, ако сакате да се научите да пишувате проекти, да ги реализирате тие проекти, дојдете во нашата организација, ние ќе ви помогнеме, за да можете вие, ако имате некаков интерес, да си аплицирате за одреден проект. Можеме да очекуваме, освен овие кои што сега, ние ги на некој начин промовираме како активности за јазиците и волонтирањето, да очекуваме дека во иднина Сдруженијето ваше ќе биде поактивно, барем во јавноста, и ќе ги представи сите активности, за да им представи на граѓаните што работи, бидејќи досега мораме да признаеме малку бевте познати во локалната јавност. Да, бидејќи нашите проекти беа интернационални, повеќе патувавме надвор од Македонија, за да се стекнеме со знаење, кое знаење ќе го имплементираме тука на локално ниво. Па резултатите од тоа наше знаење и вештини со кои сме се стекнале на тие патувања во странство, да можат и да го почувствуваат и граѓаните на Кочани. Например, со организирање на овие бесплатни часови по турски и по француски јазик во моментот, до сега имаме дадено сертификати на 30 учесници кои успешно ја завршиле основниот курс по турски јазик, а сега моментално имаме уште 30 или 40 на турски и 20 на француски јазик. Можеби до крајот на месецот ќе треба да поделиме вкупно 100 сертификати на кочанчани кои до сега го завршиле тој бесплатен курс по турски и француски јазик, кој нема да сопре туку ќе си биде во континуитет, ќе си продолжи. Значи, веќе нашите простори стануваат претесни за да можеме да ги собереме сите. Можеби во иднина ќе побараме помоши од локалната самоуправа, да ни дадат некоја поголема просторија или училница во некој училиште, да можеме тамо да ги спроведуваме нашите активности, доколку граѓаните бидат заинтересирани, нели, да се одзовуваат масовно на нашите повици, бидејќи ние даваме активности кои се бесплатни. Овие курсевите по јазик се бесплатни, бидејќи нашите волонтерите кои доаѓаат од странство, конкретно за турски јазик, турците,
тие имаат за цел да научат македонски јазик. Значи, граѓаните од Кочани треба нив да ги учат македонски, а овие ги учат граѓаните на Кочани турски јазик. И бидејќи тоа е размена на знаење, затоа е бесплатно. Тие не се професионални професори или наставници по јазик, туку тоа се студенти кои имаат желба да научат македонски јазик. Значи, граѓаните на Кочани, со тоа што доаѓаат на часови по турски, им помагаат на студентите од Турција, на волонтерите, да го научат македонскиот јазик и на тој начин поубаво да ја представат Македонија кога ќе се вратат назад во Турција. Бидејќи голем дел од нив пишуваат своји лични блогови и таму го пишуваат искуството со кое се среќаваат тука во Кочани, комуникацијата со граѓаните, нивното прифаќање или неприфаќање од страна на локалните жители, забавите тука, регионите, активностите кои ги имат тука, значи се е тоа поврзано. Рековте, дипломиравте на насоката дипломатија, мисли, че применета политика и дипломатија. Да. И дел од она што вас како дипломиран студент и сега на постдипломски студии ве поврзува со политиката, условно речено, и членувањето во една комисија на партијата што во моментов е на власт, тоа е комисија за односи со граѓанското општество. Така. Дознав дека сте меѓу ретките, односно не ретките, меѓутоа ако не е единствен што членува во таква комисија од овој регион. Која е функцијата на комисијата и што можеме да очекуваме во наредниот период од тоа? Па да, например, ексклузивно во вашата емисија да кажам, можеби и не можеби, туку сигурно и голем дел од раководството на ВМРО ДПМН не знаат или не се информирани, бидејќи јас така сакав дека сум член на Државната комисија на ВМРО ДПМН за односи со граѓанско општество. Со комисијата раководи актуелниот министер за труд и социјала Диме Спасов. Таму се членови парламентарци, значи пратеници од ВМРО ДПМН, министри, директори на јавни предпријатија, значи сите кои можат да придонесат во креирање на амбиент за поголема активност на невладините организации. И нашата цел е да го креираме тој амбиент и да се потрудиме невладините организации да може да добиваат поголеми средства и од владините институции. Помага ли ова членство во комисијата за Сдруженијето Павел Шатев на некој начин? Па до сега Сдруженијето Павел Шатев нема добиено грант ниту од локалната самоуправа, ниту од некоја државна институција. Значи ние си добиваме грантови исклучиво од Брисел. Таму нема врски партиски, таму нема Вујко Владика, таму си е колку си знаеме. Апликациите комисијата во Брисел ги споредува, значи ги рангира и тие кои аплицирале од Берлин, и тие кои аплицирале од Париз, и ние од Кочани што сме аплицирале, ќе ги споредат и гледат дека нашата апликација е подобра и ни го гарантират нашиот проект. Прашав какво е можноста, влијанието, членувањето во таква комисија за проширување на соработката со граѓанското општество овде на локално ниво? Па, ние, јас лично, бидејќи тука сум лично, ова е надвор од Сдруженијето Павел Шатев, нели, како невладина организација. Моето учество таму го гледам, бидејќи тоа е и мојата професија. Јас сега сум на магистарски, на постдипломски студии по применета политика и дипломатија и мојата професија, аналогно на тоа, треба да биде поврзана со политиката и дипломатијата. Дали тоа ќе биде преку невладин сектор, дали ќе биде преку политичка партија. И, значи тоа ќе си го покаже времето. Сега, тука за локално ниво, мојата цел е да ја искористам политичката партија ВМРО ДПМН како алат, за да можеме да влијаеме малку, да ја исправеме таа една историја, која е, па не е тоа баш неправда, туку е подзаборавена историја за Кочани. Например, нели, тие конзервативни вредности, имало луѓе и во минатото кои ги застапувале тие конзервативни вредности. Например, јас ја читав монографијата последната за Кочани и таму е убаво напишано
кои луѓе били истакнати во Кочани. Напишани се, например, еден интересен податок кој тебе ќе те заинтересира. Например, четата на Симеон Клинчарски е основната чета за градот Кочани. Например, во монографијата не пишува дека секретар на таа чета бил Тодор Александров. Значи, Тодор Александров, неговото дејание го имал тука во Кочани најголем дел, Кочани, Виница и Кратово. А во четата на Симеон Клинчарски се учел како да војува. Не знаат, например, не е напишано дека благајник на четата бил Ѓорги Миладинов, например, твојот прадедо. Тоа не ми познато така. Сега, например, ние го знаеме тоа, ние сме стара кочанска фамилија. Например, ние ги познаваме тие луѓе кои ги делат тие конзервативни вредности уште од минатото. Сега, например, во кочанската монографија ги пишува за најчиите во Кочани, кои биле тиникиджиите, самарджиите, касапите, и ги има по име и презиме. Тие биле исто важни за Кочани како град. Например, четата на Симеон Клинчарски и луѓето што биле околу него. Например, дедот и Ѓорги Миладинов, он го собирал данок од десетоко од Кочанскиот регион. Например, со тие пари пишува во споменарите на Павел Шатев дека е купен барутот за гемиджиите во Солун. Значи, со парите од Кочани што се соберени. Например, еден друг податок кој ќе биде доста интересен за Кочани, во монографијата пишува дека 1891 година во Кочани е формирана општина, црковно училишна општина од страна на српската власт. Во тоа време српските колонијалисти кои доаѓаат во Кочани, но пример не е напишано дека српските колонијалисти истата таа година одлучиле да донесат српски свештеници во црквата Свети Ѓорги. Па кочанските граѓани излегле со вили, со стапови и не им дозволиле на српските свештеници да влезат во црквата. Сакале локални кочански свештеници. Значи, во кралството СХС, во сите цркви, во поголемите градови имало српски свештеници, освен во Кочани. Например, тој податок исто интересен, кој е занемарен поради, не знам кои причини. Значи, тоа е тука локални некои работи кои ние, како конзервативци, сакаме малку да ги подкренеме и да им ги кажеме на луѓето. Има еден исто многу интересен податок, кој е занемарен од државно национално ниво. Например, академик Гане Тодоровски има пишано книга за Никола Јонков Вапцаров. Така. И во таа книга пишува дека сопругата на Никола Јонков Вапцаров, Бојка Вапцарова, потекнува од дете од родители од Егејска Македонија. Например, тоа не е вистина. Бојка Вапцарова е од Кочани. Бојка Вапцарова, сопругата на Никола Јонков Вапцаров, е од Кочани. Таа е од фамилијата на бегамците. Значи, од моја подалечна фамилија. Ние како фамилија, например, тоа си го знаеме. Но, бидејќи Бојка Вапцарова била од конзервативна фамилија, од десничарска фамилија, во тоа време поврзани со десното крило на ВМРО. Значи, во Кочани толку многу не се е зборило за таа работа. Например, кога биле атентатите во Софија, Никола Јонков Вапцаров бил истакнат комунист во тоа време. Зашо никој не се праша зашо Никола Јонков Вапцаров не бил убиен од десничарите, например, од Ванчо Михајлов? Бидејќи бил сопруг на Бојка Вапцарова, која потекнува од десничарска фамилија од Кочани. Морам да признам дека ова е веќе многу интересна тема, меѓутоа, имајќи предвид дека она за кое што почнавме да разговараме
драстично се разликува од ова кое што веќе сега се наведува како податоци. Добрам печето дека ќе мораме да поразговараме и друга емисија да имаме во која што ќе се споменат овие факти, со оглед на тоа дека времето полека истекува за емисијата, а овие податоци навистина вредно е да се соберат на едно место, можеби и како проект, ако не на Сдруженијето Павел Шатев, тогаш личен проект да се издадат во една книга, брошура, не знам, во која што ќе бидат запишани, за да не се заборават, а и на некој начин, ајде да речем, да се исправи она, ако рековте, неправда, меѓутоа за историјата на Кочани секако битни податоци. Да не се заборават нормално. Да, за тоа постојат книги во Бугарија, например семејството на Никола Јонков Вапцаров се уште си живее во Бугарија. Тие знаат дека си потекнуваат од Кочани, дека тука имат роднини. Нашите порано комуницирале со нив. Но, например, актуелната кочанска власт или претходната кочанска власт, например, не е знаела дека Никола Вапцаров е кочански зет. Па имат му дадено една улица од 250 метра, Никола Вапцаров се вика улицата кај атомските згради. Што поврзува едениот крај на атомските згради со другиот. Тоа е таа кратка уличка 200 метри, да. Например, како кочански зет, он долго време престојувал и тука во Кочани, иако е од Банско, од Бугарија. Пиринска Македонија. Да, Пиринска Македонија, секако. Нели, треба малце повеќе да се промовира тоа. Јас ќе морам, реков овде, да го прекинам разговорот со оглед на тоа дека се отвора друга тема, а поентата сепак на разговорот вечерашен беше активностите на Сдруженијето на студенти на Правниот факултет Павел Шатев. Дел од она што вие досега сте работеле, а верувам и ќе работите во идниот период, представивме овде пред гледачите, верувам дека наидовме на интерес кај оние помладите за кои што рековте дека имаат можности да волонтираат, да се пријават кај вас. Да кажеме само дека Сдруженијето се наоѓа овде во Кочани на улица Карл Маркс или сега Борис Трајковски, број 64, спроти џамијата во Кочани кај училиштето Раде Кратовчик. Значи таму сигурно ќе најдат сите заинтересирани. Да најавам дека уште еднаш да ги најавам проектите за кои ни се потребни учесници. Сега имаме од 1 до 9 јули во Чанаккале во Турција имаме една младинска размена поврзана со екологија. Имаме 2 слободни места за Европски волонтерски сервис во Полска, кои ги почнуваат од 1 јули и завршуваат на 1 септември, значи 2 месеца. И еден проект кој во Арат, Романија, кој започнува на 1 септември и трае 10 месеци, значи до 2014 година, таму некаде пролетта, за кој ни потребен еден учесник. Значи единствен услов е да имате од 18 до 30 години и да бидете мотивирани да работите на тој проект. Заинтересираните нека не најдат на Facebook Association Павел Шатев, нашата група, или нека дојдат во нашите простории кај училиштето Раде Кратовчик спроти џамијата. Ние сме таму секој работен ден после 12 часот. Верувам дека ќе се јават голем број заинтересирани. Благодарам што одвоивте дел од времето да поразговараме вечер во емисијата. Посакувам успех во активностите на Сдруженијето. Ви благодарам на поканата и интересот што го покажавте за нашата организација. Ние до сега не сме се промовирале многу, но сега имаме и обврска, бидејќи користиме фондови од Европската комисија, и да ги споменуваме, да го користиме нивното лого при нашите проекти, па и да излегуваме вака на медиумите и да ја промовираме нашата работа. Благој Ристов, председател на Сдруженијето на студенти на Правниот факултет Павел Шатев овде во Кочани, беше вечерашен гостин во Сумаволник. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Довидување.